Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Лилица Китановска. Покрај денешните вести во ова издание ќе ви ја представиме економската слика на Јужна Флорида, каде живеат многу македонци, како и една представничка на Македонија која деновиве во САД на програма за културна размена. Останете со нас. BP веле дека се охрабрувачки првите податоци од тестот по стопирањето на нафтата од незиниот дефектен бунар во заливот на Мексико. Председателот Обама ова внимателно го поздрави, додавајќи важно е да не се истрчуваме. Притисокот во бунарот постепено се покачува, што е добар знак според Кент Велс, подпредседател на BP, а нафтата е запрена за прв пат од 20 април како дел од 48-часовниот тест. Млади представници од разни држави во светот во рамки на трансатлантската иницијатива Бенџамин Франклин за меѓународна културна размена се на 5-неделен престој во САД во организација на Универзитетот Вейк Форест. Програмата е финансиски поддржана од Стейт Департментот. 17 годишната ученичка од Тетово Влора Мемеди е една од 35 европејци и 10 американци во програмата. Имам привилегија да видам представник од Македонија, кажува Влора. Вели, сака да ги урне стереотипите и предрасудите што постојат меѓу етничките албанци и македонци и да помогне да се премости јазот меѓу двете најголеми етнички заедници во земјата. Се што знаев за македонците ми беше кажано, но сега кога имам поголеми контакти со нив, сметам дека можеби се разидуваме за политиката, но во суштина сме исти. Треба заедно да се бориме за доброто на нашата земја и да заборавиме на меѓусебните проблеми, затоа што има место за секој во оваа земја. Економската криза во САД не е одминала ниту Јужна Флорида. Невработеноста во Форт Лодердейл е околу 11%, но како што ќе видиме од прилогот на Јане Бојаджиевски, меѓу жителите постои надеж дека работите одат на подобро. Форт Лодердейл се наоѓа на југоисточниот брег на сојузната држава Флорида на 20 на милји од Мајами и 40 од Палм Бич, распослан на 33 квадратни милји, а е дом на 180.000 жители. Раздвижената економска клима му помага на градот да го задржи приматот на светски меѓународен бизнис центар и една од најпосакуваните дестинации за релоцирање на бизнисите од други делови на САД. Но дали е се така розово? Забележав дека некои продавници се затворени. Туризмот бележи опаѓање и мислам дека лошата економија се одразува и во Форт Лодердейл и други места во САД. Дајан Радклиф веќе 6 години живе во Форт Лодердейл, се преселила од Калифорнија. Зошто дошла токму тука? Со оглед на трошоците и квалитетот на живење, Форт Лодердейл е извонреден. Времето е фантастично и има добри можности за вработување. Може солидно да се живее. Ален Касло е председател на Стопанската комора на Форт Лодердейл. Признава дека областа се уште трпи последици од економската криза, но вели на повидок се подобри времиња за Флорида. Поради падот во пазарот за недвижнини, многу луѓе не може да ги продадат дополнителните куќи и да остварат профит, но кога пазарот ќе почне да се менува, Флорида веројатно многу побрзо ќе излезе од кризата, затоа што недвижнините со поглед на океан секогаш вредат повеќе. Живописната авенија Риверлок е средиште на бројни научни, културно-уметнички поставки. Температурата во зиме паѓа до 15-тиот, а во лето се искачува до 35-тиот степен. Климата е идеална, медитеранска. Затоа локалните власти направиле најдобро избир од двата света, атрактивна бизнис клима и извореден начин на живот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Форт Лодердейл, Флорида. Меѓународниот шпионски музеј во Вашингтон се надева да ја збогати својата колекција со нов материјал по неодамнешната најголема размена на шпиони меѓу САД и Русија по крајот на студената војна. Случајот против 12 на Руси изгледа како забавно четиво, но 10 од нив се веќе разменати за 4 затвореници во Русија. Ова е поводот Гласот на Америка да ве поведе во музејот. Меѓународниот шпионски музеј е на 10 километри од местото каде живееле тројца од руските агенти. На самиот влез во музејот се фотографии на откриени советски шпиони.
Во одвоена соба се наоѓа така наречената шпионска школа. Ова е автомобил од филмот за Джеймс Бонд. Во обичен ден тој би бил хит на изложбата, заедно со пиштолот што личи на кармин и смртоносниот чадор. Но денеска, во светлина на шпионскиот скандал, најинтересниот дел на изложбата е ова парче хартија. На него е напишана тајна порака. Историчарот Марк Стат вели дека тоа е методот на пренесување информации користен од неодамна депортираните руски агенти. Овде имаме сметка, а под неја има скриена порака што се појавува под ултравиолетова светлина. Има многу различни начини оваа да се прави, но ова е многу традиционална техника што е во употреба еден век и русите ја употребиле и во овој случај. Неколку чекори понатаму, веќе сте наблюдувани. Ние мислевме дека само нашата камера снима. Имало друга, скриена во очила. Веднаш до куклата има куферче. Ако некој посегне по него, ќе го удри со електричен шок. Стат демонстрира направи развиени од ЦИА и КГБ. Отвор во чевел, например, од 1980-тите. Или шише за водка, или контейнер за крема за лице, користени за пренос на микрофилм. Или овој подарок, даден на американскиот амбасадор од советски пионери. 6 години подоцна е откриено дека имало вграден прислушен уред. Среде денешнава компјутерска технологија овие предмети изгледаат малку смешно, но некои од нив и денес се во употреба од вистински шпиони. Некои веруваат дека богатството доаѓа со работа, други со среќа. Трети пак веруваат дека треба да се работи на среќата. Во оваа категорија спаѓаат илјадниците кои секоја година одат во Лас Вегас на најголемиот покерски турнир. Што е толку привлечно тамо? Во следната емисија Newsflash. Во понеделник во Newsflash, 9 милиони долари за победа на најголемиот покерски настан во светот. Илјадници во Лас Вегас еден месец играат покер. Гледате во понеделник во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер и убав викенд.